Неисполнетите ветувања, несогласувањата во програмите, како и повторното извисување на помалите партии за една изборна единица, ќе ги чини СДСМ намален коалициски капацитет, сметаат дел од аналитичарите. Иако партијата на Ковачевски ветуваше една изборна единица, сепак се чини нереално истото ветување сега да се реализира. Оти се ближат изборите, а законски, изборниот законник, на 6 месеци пред избори не смее да се менува. Практично, како што велат дел од познавачите, СДСМ пак ги изигра помалите партии со чија помош дојде на власт. Поранешниот амбасадор Ивица Боцевски за Алфа вели дека помалите партии веќе се дистанцираат од СДСМ, баш затоа што се прелажани, но и заради одлуките кои социјалдемократите ги носат, а не се пожелба на граѓаните. Еден од поголемите партнери на Социјалдемократскиот сојуз, односно Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, веќе ја напушти коалицијата заради проблемот со прифаќањето на бугарскиот предлог. Демократска обнова на Македонија ДОМ има донесено слична таква одлука. Исто така во делот на малцинските партии имаме прекршени ветувања. Така што е тоа програмски што ќе им понуди Социјалдемократскиот сојуз за излез на следните избори? Можеме да заклучиме дека освен суетите на некои лидери, дека не постои ниту една причина зошто некој би коалицирал со Социјалдемократскиот сојуз во овој период. Според Боцевски, СДСМ ги прекршиле сите своји изборни ветувања, не само во однос на помалите коалициски партнери, туку и во однос на целата онаа поширока коалиција, која што ја сочинувале и делови од чарината револуција, дел од интелектуалците, синдикатите, невладините, кои им даваа поддршка. Што се однесува до помалите политички партии, тие веќе неколку пати излегуваат со нивото барање за една изборна единица и со внимателно определување на изборниот цензус. Имајќи предвид дека СДСМ тоа не може да го реализира, сметам дека најлогично што останува за нив е да напуштат коалицијата, да излезат самостојно на изборите. Инаку предлог законот за измени на изборниот законник, со кој се предлага Македонија да биде една изборна единица, до собранието беше доставен на 5 март 2021 година.